Продолжениот празничен викенд го преполна Охрид. Концертите на најдобрите музичари во светската музичка индустрија, но и звезди од Балканот, како и македонската естрада, привлекоа дополнителен број гости. Охријани се жалат дека се подседативи поради прегласната музика, грми од градскиот стадион, од касаната, од ноќните клубови и угостителските објекти. Охрид нема капацитет, ниту сместувачки, ниту имаме капацитет, ако тргаме од принципот во секоја нива правиме концерт, тогаш да во 3 дена имаме ние 16 концерти на разни места. Ова требаше малце, овие концерти барем за Линденски денови, она што е најголем поборник, и Линденските денови посвети на македонската националност. Корените ги влечат и нашинците од диаспората, кои последниве години се почесто доаѓаат, празнувајќи го овде Денот на Републиката. Ми е мила државата моја, градов Охрид, оти тука сум израснат. Охрид не можам да го исфрлам од душата. Не дека сум живеел, можда не многу, ама дојдов во раните години кога бе многу млад. И Охрид не може да го заборавам, никогаш. Инаку од вчера во Охрид тешко се наоѓа слободен кревет. Превладуваат млади луѓе кои немаат големи можности за потрошувачка. Голтка кафе на ривиерата чини од 120 до 150 денари, пиво од 330 мг чини околу 190 денари, джин тоник 260 денари, флаширана вода од 500 мг 80 денари. Најефтината пица во градот е 400 денари. Данас се прескапо, стварно. Едно кафе, например, 120-130, на макијато, капучино, како да го речам таму, чај, нешто во она. Скапо, стварно скапо. Сум за средна класа на турист, како да речем. Скапо е, стварно. Ние сме од Унгарија. Не е скапо, многу е ефтино за нас овде. It's very cheap for us. И не јаздисуваат само гостителите. Таксистите одбиваат да возат низ град, не се фаќаат за волан ако немаат еса под најмалку 2000 денари. Една од алтернативите да се стигне до посакуваната дестинација се пловилата. Праш вид најногу за цен домашни или странци гости? Странци гости. Наши ќе се ценкаат, наши се нема гајле, викаме качете се, али претежно странци ве прашуваат и викаат малку скапо, но искуството е битно. Плажите се приказна за себе. Една до една послани се со лежалки, кои чинат од 200 до фантастични 400 денари. На дел од слободните плажи пак на диво се поставени шатори и камп приколки. Мора да има некој и со шаторите, со приколките, со лежалките. Колку што знам јас за лежалките, законски е 1/3 од плажата да бидат лежалки, другите 2/3 слободни за граѓаните. Сега испеѓа дека сите плажи ги запаќаат со лежалки. И покрај бројните проблеми кои се привлекуваат со години во лето, влюбениците во Охрид уживаат во македонскиот туристички бисер, оти ги гледаат само неговите убавини.